Министерството за култура жали што спомениците од нов се запуштени и оштетени, без конкретно да кажат дали ќе преземат мерки за да се обноват. Јавноста се крена на нозе откако одбележувањето на празникот и во Скопје и во Куманово се одржа пред искршени и полураспаднати споменици. Од вечниот дом на околу 300 борци загинати во Куманово фалат имиња на дури 23. Министерката за култура рече дека ги видела реакциите во јавноста и додава дека тие биле запоставени подолго време. Се работи за споменици кои што многу долго не дека на нив не се работи. Секој споменик си е под надлежност на соодветен завод и музеј. За жал, тоа го увидовме и не го видовме само во 11 октомври. Пред секој поголем национален празник имаме такви појави. За спомениците одговорно Министерството за култура, а за зеленилото околу нив одговорни се општините. Ваквиот однос од државата го осуди вице-премиерката за борба против корупцијата, но таа не знае кој е одговорен за одржување на платото пред владата и пред спомениците. Се разбира дека тоа не треба да биде само за време на празник, тоа туку секогаш. Ние треба да подигнеме свеста за тоа како да се грижиме за општото добро. Нешто што во сите овие изминати години на транзиција како да го подзаборавивме. И додека јавноста реагира на оштетувањето на спомениците, на владината прослава во Крушево фашистичкиот окупатор го снема од песната Абре Македонче. Стиховите нека разберат клетите фашисти, македонско име нема да загине, сега стана нека разберат душманите клети, македонско име нема да загине.